Добро почитувани, бесрамно СДС го враќа на работа директорот на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи во Радовиш Александар Филев од СДС, откако беше разрешен затоа што е фатен во трговија со дрога, за неколку дена потоа пијан да нападне полицајци среде полициска станица. Без никаков срам, Јована Тренчевска, таа што бара гласови во изборната единица 4, бара, а СДС и ДУИ го укина разрешувањето на Филев од центарот во Радовиш заради билдањето на неговото полициско досие, кое е во судир со функцијата директор на ваков центар. Внимавајте, човек фатен во трговија со дрога и човек насилник, алкохолизиран, напаѓа полицајци, наместо да е корисник на услуги на Центар за социјални работи, заради неговото поведение, СДС и Тренчевска го враќаат како директор. Овој човек, кој во 20 дена годинава неколкукратно има регистриран судир со законот заради наркотици, алкохол и насилство, сам по себе е опасност за штитениците на Центарот за социјални работи, а не пак да директорува со институција која треба да помогне токму и на вакви лица и на лица жртви на такви како него. Од тука, зошто Филев е вратен од владата на СДС ДУИ? Која е неговата вистинска улога во изборниот процес? Филев е виден член на СДС и близок со Јована Тренчевска и поставен за директор од неа. Дали Филев и е потребен на Тренчевска за да одработи за изборите, каде што таа е кандидат? Дали Филев е вратен за директор, затоа што и е потребен на Тренчевска за изборен подкуп? Дали на Тренчевска и е побитен можниот подкуп, влијание, убедување, корупција на социјално загрозени, отколку благосостојбата на штитениците на Центарот за социјални работи? Дали на Јована Тренчевска поважен е глас повеќе, па и по цена на загрозено здравје на оние несрекници и деца во Центарот жртви на зависници од дрога и од алкохол како Филев? Од тука, на влада да се врати позицијата со дебело полициско досие на агресивен наркодилер, кај кога е најдена дрога и алкохоличар кој што пијан напаѓа полицајци, да се врати за директор на Меѓуопштински центар за социјални работи, е сршта на антиевропското и коруптивното во оваа власт. Почитувани, ова е скандалозно и недозволиво. Промените се во твои раце, Македонија повторно твоја. Ви благодарам.